За оваа грудка земја ме остудијат. На смрт со стреляне. На селото, кога му земе земјата, кога се му зел душата. Четириесет и осма, 49 година се собрам на селото на конференција и наредуја да вајаме камењ доброволно и да правиме надржни дом во селото Милицин. И ми сите се сложени така, беревме камење, дрва, черамиди, што требаше црепови, сместувавне, све сторет и домот се заврши. Педеста година идеја делегати од Тетово, од комитет свуда, ни наложија да влагаме во задруга. Ми со тоа не влагавме во задругата. Голем притисок имавме од комитетот, од свите. После ќе се решиме да влагаме, не рековме, а јас не влагав во колектив. Во голем притисок и влегов во колективот. И уложев и овци, и вола, и ниđe, све што треба. Али со услов им реков, ако биде добро, ќе останам. Ако не, ќе га растурим. Ја илагам, не сакам ништо. И седев на со време, цело село вика по мене, ти го упропасти селото. А јас бев точни бригадер таму. Ти го упропасти селото. До мене беше ваќа. Ја во задругата мисля да работим. Ја реков другари, 10 души сме укуќани, колку ти ми дава окуќнина. Јас не може да издржам, викам јас од тие пари. Јас сум печелбар, не сме баш у составот толку многу. Имаме 40 декара земја, 20 да браќа, 20 се делени, викам јас. И тие по тоа ништо не биде одговорија, зедом чукањето ме затворија. Зашто ти е село, од село натера Тетово, од Тетово натера Скопје, централни затвор. Немаше, беше пун затвора, немаше место, од тука натера Будризово.
И потоа иде делегати, кривци, барат, тамо, вамо, пројде 5-6 дена. И еден ден мене ми вика одборникот од Овсе. Суседно место, тикаше, пола километар милицарска станица, дошло од Супо, Тетово таму. Дека мене, Димота, Димитрија, Стојана, тако, Петина горе, не саслуша по тоа Марица, нас не натрпаат, не отере во Тетово затвор. Тама не саслушујат, има тупањци како сакат, како имат обичај, не тепаат. Да признаваме све тука. И тие нема факти да не се судат за тоа, пошто немаме ништо створено. Да не пуштат во 12 сати на ден спасовно и прашаат ти зошто се не еден, злоупотреба на државна служба, се претседникот рече едно турче, идеме се за кражба и ја задрugата. Прашаме не зошто задруга. А ти си против задруга. Ми изведе во ходникот тука. Како се вика? Јован Јовановски. Роден 12 година, село Милитано, Прекин. И фати да пише одека. Пише, не ме праша, ни стица апсолутно. Вика подпише, рекao не подпишем, прочитай. Го прочита, што ќе видиш? Слан 11, стан 140, организатор на селото, напуштени водој, си држал конференција, повезан исток, повезан запад, уби Бога. Тако, дотерано, за да те бесат. Ја рекao не подпишем, ќе подпише, ама да ме пестиш. Како сакаш, не ти подпише. Утре нема да бидеш, вика, Духовски курнат во суд во село, ваќе значи, знаеш, кај ќе дојдеш назад после. Да признаеш што се налажено. И сабарто Милегаѓе од затвор, со другарот Димота и други, по 2 шмајзера на глава, да спроводан из Тетово, да не донесе до Удба. Тој Марица чекаше, не натори свите шестина. Од Тетово до село. Но тера е во школа горе. На 9 мај го зедоа од општина Стојкота. Ние нигде не го знаеме 10 дена каде е. Не ни го кажува нигде. На 19 мај
ги донесува да ги суда. Народ беше собран од дебер до Врање. Кога ги извадија луѓите од школу, не се познаваја да се луѓе. Ги судеа и ги пресудија, ги судија на смрт. Ја 5 деца имав, пред мене изедов, татко му го донесува влечејќи луѓи за рамења. Као татко се тепал. И еден милиционер мене, уште е жив, не го кажувам, бил под служба, че го истера. Тој ми рекол само еден милиционер од село Пеќе. Земај децата, рече, оди дома. Не биди будала, не су те појче. Ова ми го кажа. Кога дојдовме дома, ми колата га пронесоа луѓиве. Стојкота, Јована, Димитрија, Петкота, Димота. И ја и слегов, да решив душата, га допрев колата. Ми допре милиционера мене. А 4 милиционери на сите ќе те и врате со пуште. И ја тога му реков, со здравје оди Стојко, реков, и со убаво. Немој да мислиш ни за куќа, ни за деца. Деца ќе ти гледам, куќа ќе ти гледам. А со убаво назад да дојдете. И ја однесо. И ги не знаевме каде са, како са, никако. Од 19 мај до 28 август. На 28 август со брат му Јованов, со Петкота Јовановци и ја отидовме во окружни суд. Мало ни докажа некој пријател нешто знак даде, да се пуштени од смртна соба. И кога отидовме во окружни суд, нас ни кажа дека се помилувани на 20 години. И ја отидов од туека за Идризо со брат му Јованов. И таму тој неќеше да ни каже што после друго. Јавија окружни суд, после ни кажа. Пред 3 дена рече овде, а тие цело време туека. Не ни ги кажувале да се живи, да не се живи, ние сме не знали ништо. И на 28 мај, на ден Богоројца, ако знаете што вика Свекаури, тога сме разбрали да се живи луѓите. А на 27 октомбар, на ден Петковден, сме уште да видим. Писмо пратиле вамо, не ни давале местна канцеларија, ги допирала. Не, кога сме уште да видиме. Со стрикоми Милјадина, Јовановци Милјадин, татко му негов, и ја, и Живкојца. Жена му од Живкојца. И тога сме ги виделе луѓе да се живи. Во Изризово тамо, бедам во карцел, од 17 мај до 27 август вода капка не ни дале. Тоа да слушаат и тие ако биле клучали таму све. Не ни дале капка вода. И тога јас знам на џурија да сум се мерил 84 кг тежок. Кој го под карцел, 53 кг се мериш. Замисли како се мисли да само костури на нас сме биле свит. И кога не пуштаја работа во Циглана, таму дојде ми се тешка работа, суден 20 години, 4 деца дома имам. Би вика еден јави се на рапорт на управникот да одиш на занат. Јас се јави на рапорт и управник ме даде до душа, кај рекол Чилимара. Отидов во Чилимара да работиме таму. Работам не. Правили чилим за Ранковиќа и за Титото. Беше околу 270 кг тежок да чилимот на тоа време. Сме работали со Јонче Лабевски и Крсановско село, мислеше во Струшко, од 6 до 6 уитру, со норма. Работеше идена на Цигана по 550 и кусок тули прахна цигла. И после ме дигнаа од тука, мене лично, од Идризово, пратија рудник Зветово. Тамо ме распоредија на работно место. Друга да вајам. Тамо се ваја. Кој не исполни норма, повраќаја назад одма. За Идризово. Кој исполнуваше норми и пребасуваше норме, остана ја до краја. Јас су давал 2 норми, 3 норми и се исполнува сите задаци. Јадење имало. Само едино пиење што немало. До една норма се даваше
за дома се разпределуваше на пари. Друга норма на шпаркаса, да си купиш. Недостатък. Немаш кофе, да пишеш писмо дома. Да си напишеш писмо, да пратиш дома. Трето, тоа шпаркаса води, кои те пуштат од затвор, да ти ги дадат парите, да не идеш без пари дома. Јас сум бил у Идризово, сум бил таму. И таму сум вајале цигли, јас сум бил калџија, јас сум бил количкар и овде ги имам братниците од паднато на колита. И сум бил 20 дена, онаку слободен сум бил, на 250 души чори и 200 души сакати, да збираме цигли, да збираат тие онаку, отиде милицајцо, опет на мене удри, зашто не сум зел јадење. Јас барав ревизија дело наново преко НРМ у ФНР. ФНР јад. Не ми пуштаат. По други пут, опет направив, му го носив таму на секретарот, па ми врза шамари, зашто се носим по други пат. Ништо. 15 дена па го вратя натраг, не пуштаа за Белград иде. Трети пут носим, вика, знаеш кај се наоѓам? Реков, знам кај се наоѓам, реков, само пазите добро. Јас сум 20 години овдена, му викам на секретарот. Ако нека делегација најде од Белград, ја ќе јавам непосредно, ти да го строј, зашто не ги пушате ревизијата му во Белград. Не отиде 2 дена ме дигнаа во Марица, во од Централни горе. Таму ме чувале 63 дена во карцел и ми пуштале разни шпиони унатра да ме фатат да ми оформат дело. Пошто немаа право да не држат СРЗ, дека да ме оформат дело, да не во политичко дело да не стават. И немаше ништо, тога и ме викнаат, вика, Виле Смилевски и Колишевски беше, или си други бе вика. Ме прашуваа свега ова, она. Тога ме човеа после уште 10 дена и ме викнаа назад. Сега реше, немаш, вика, никакви дела, да те држиме, вика, немаме право, а си судим, вика, на смрт 2 пати, и окружни, врховни, вика, ми ќе те намалиме од 13 години, а прво пуштање ќе те пуштиме дома. Само нема да бараш за ревизија на дело. И јас ги послушав, не барав, и сега ќе биде, че слободњак, да 4-то слободњачко дело на цело стопанство, ќе биде руководител таму. И таму бев до краја. Сум работал таму, ја не сум работал, и сум имав 297 души на работа. Сваки беа распоредени, по своја гранка да се работа све. И тако сум го дотерал стопанство кој саат да буде. Ни еден шеф удбе, тоа не направил све шефови удбе, а ја простенак, разбереш сега. Ни услан партија, ни дека стопанство го дотерали коњи. Од 60 кила кравете имале, јас сум го дотерал за 15 дана 250 кила да имат. Пошто ми биде струка, сточар сум те работа, кравали све. И после иде од Министарство возгора стално ми викаат, решение ми носе подпиши. Во служба, која служба бараш? Не сакам нивна служба. Овие документи ми дадоа кога го видов Стојкото, Ристос и Стојко Идризо. Милиционер ми даде ураче, кој ги изваја да видиме, и ми рече, еве, рече тетко, да знаеш машти кој тоа прати оваму. Зашто ти седи овдека? Јаганцата не стрижани и крастајците не копани. Тоа бил Ристос и Стојко суден. За таа друго грешка не копа вукати за таму. И самите се чудеа вукатите ношто и нешто. И кој дојде крајот за пуштање, ми донесено писмо од управа, ова писмо ќе прочиташ и ќе свиде ќе ги презвеш, ќе ги претресеш, ќе донесеш во управа таму. И ја тие 63 души ги презвав, ги претресов, го несе во управа таму, ги пуштат, ја во стопанство горе останав таму. И вечер да дојде управникот, вика, па ти рече, па реков, ја не сум. Во вика клучарот Бошко Цветковски, еден беше од матка одена, добар човек еден бил, клучар. Вика, друже управниче, све, вика, да
Затворив, вика, само овие мораше да иде, вика, дома, за него. А вика, јас сум решил, вика, тој ќе иде. И сабалет ме викна во управа тамо. Ми дадоа 26.000 награда душа, што сум работел во стопанството тука и ме пустиат. Ја рекол да почекам живкота. Ми вика, управникот, бегај, може да некој нареден ќе оставиш назад, вика, ако се потребно ќе те земем. А сега вика бегај. Ја идеко надвор камион, дојдов до Скопје до Тетово се дојдов. Во Тетово дојдов пешки нагоре. 28 новембар, мрак, тешко, дојдов дома. Имаше капија горе, ме вика. И се мислам сега, ајде, реков, да викам, да чукам и ќе пеам песни, викам сега. Да ги разбудам. Која песни ќе пеам, оне, дали си се наспала, дали пребори јобарки. 3 години без мене, а 4-та да јас дојдов. Али тебе да дома не најдов. Песмата она да Туку те најдов Стрецево, со селани збореше. Селани са ѓиди, тебе ќе те, јома ќе преварат. И дојде жена ми отвори вратата, мајка ми, не ме пречека, умрела. Двете бечиња ми умреле. И со така и оно се заврши све така беше. Кога су дошол ја од затвор, јас су донал два пати по 7.000 су пратил на бабичка. На бабичка су пратил 2 пати по 7.000 динари. А после донесох 38.000 динари. Готови пари од Идризово, тука ми ги дада и во очи нова година си стигнав дома, на слободија. Огрејала ме се, чина леле, огрејала ме се, чина, не ми била ме се, чина леле, не ми била ме се, чина, тук ми биле трине, вести леле, тук ми биле трине, вести, трине вести се толчанке. Доброто другари запамти, ама лошото нема крај, нема лошото. Тие било да се не поднови више, само нека бири слобода, па све ќе бидете.